Да, овој ден или овој понеделник нашиот оброк на денот ќе биде заедно со Маја Дукова, дамата која што од време на време знаеме да си ја викнеме во нашата кујна и да не потсети, еве особено денес, колку е важно секојдневно да имаме салата. Барем со главниот оброк, така оној ручек кој што го стандардно секој од нас го има, но често велиме дека салатите можат да бидат и тотална замена за еден ручек или за еден целосен оброк. Значи не мора да е само додаток, туку може да е главен оброк. Маја, добро ми дојде повторно. Добро утро и драго ми е што сум повторно дел од утринска на Телма. Еви ти си ми потврда, велиш надвор е веќе забелено. Јас не сум излегла од студиово, не знам што ме чека надвор, ама висинска снежна и била. Дефинитивно. Убаво? Да, е одлично. Го сакаш снегот? Па да, го сакам, дека нема ама никој... онака на топло да се гледа, надвор баш. Или значи, преку прозор да гледаш како снежи. Баш она зимска и беше маца предизвик денеска да стигнеш до Телма. Дефинитивно беше, затоа што наеднаш се почна да паѓа како од нигде никаде. Одлично, да. Сега наскоро и јас ќе излезам да видам што се случува. Рековме, зборуваме за салатите. Кој е твоето размислување за истите, затоа што изминативе неколку недели, можеби и подолг временски период, по твоите социјални мрежи постојано некако потсетуваш колку е важно во текот на денот да имаме барем една салата, така, не мора нели секој оброк да е со салата, но важноста на салатите. Да, на мојот профил многу често тоа го ставам и баш ми е како потсетник на стори ставам дали јадеше денес салата, со цел да ги потсетам сите кои ме следат дека е од исклучителна важност да се внесува салата во текот на денот. И многу ми не знаат да кажат, леле, салатата ме асоцира на тебе и ти си ми потсетник дека денес треба да внесам салата во оброкот. Е од исклучителна важност и не смееме да запоставиме дека е зима и дека сега немаме доволно избор, нема што да комбинираме. Да. Многу често не мора да биде, да, напротив, само мала поголема едукација е потребна за да знаеме што да ставиме и како да го внесеме оној дневен допринос на нутриенти кои ни се потребни. И дури и не мора да биде само зелена салата, туку можеме од салатата да направиме оброк доколку ги искомбинираме правилните состојки кои што ни се потребни и можеме од една салата комплетно да се најадеме без да имаме дополнително потреба од нешто друго да додадеме. И тоа ќе биде еден дефинитивно освежителен оброк кој што само позитивно може да влијае на организмот. Зошто Маја се вели дека секогаш со барем ручекот кој што го имаме во текот на денот, задолжително треба да имаме и салата. Која е важноста на салатата за нашиот организам, за функционирањето на нашиот метаболизам? Важно е да ја имаме за наша леснотија пред се. Ќе внесеме нутриенти кои што ни се потребни и со чија помош ќе имаме леснотија, затоа што ќе помогне за ситоста, ќе не одржува. Например, зелена салата знае да го држи желудникот пон по околу 2 часа, 2,5 часа, што значи нема да имаме ние оптеретување на нашиот желудник, туку ќе му внесеме состојки кои што ќе бидат баш од помош за во текот на денот да се чувствуваме удобно во своето тело, затоа што нели тоа е тоа што го сакаме, да ни биде убаво во она што се носиме. Да. Токму така. Денес знаменито имаме витаминска салата. Ајде да ги презентираме оброците, намирниците кои што ни се потребни за овој денешен оброк, што ќе користиме и начинот на подготовка ќе ви го презентираме токму сега. Дополнително, да. Во оваа салата јас одбрав цвекло и морков и ми е за цел затоа што јас сум личност која што долго време не јадеше цвекло. Сериозно? Да. Па јадам, не дека не, меѓутоа мора да признам дека маца ми е потешко. Не ми беше омилено. Вкусот не ми смета, меѓутоа начинот на кој што нели треба да го излупиш, да се процедурата ми е онаа што ми е проблематично, да бидам искрена. Мене вкусот ми беше некако не тоа. Земјениот вкус. Но велат ако го свариш, сега не знам ова сварено, да, кога ќе се термички обработи, еве ја нешто што сум научила од нутриционистите тука во нашата кујна, дека му се менува малку вкусот и дека веројатно тоа земјениот вкус што велат, бидејќи сепак е коренест зеленчук, дека тоа е она што најмногу веројатно им смета на... Ама тоа е пак индивидуално, нели? А јас сум од тие што не го сакаше едноставно и се трудев да најдам начин со што да го искомбинирам за да имам бенефити. Одличен за користење. А интересно за цвеклото е што, например, првично во минатиот век се користел како сточна храна. И не било дел од исхраната на човекот. Тој вид на цвекло кој што бил
подоцна веќе кога почнуваат преселбите на народите, се увидуваат различните видови на цвекло и почнува да се користи како дел од исхраната на човекот и се увидуваат бенефитите кои што може тоа да ги има. И интересно е што не треба само овој дел, земјаниот дел, да се користи во исхраната, туку напротив и лисијата може да бидат искористени како за сок, така и за салата и имат подеднакво здравствени бенефити кои што може да придонесат. Тоа е уште еден момент кој што е убаво да го потенцираме, бидејќи и во неколку наврати претходно сме го коментирале со нутриционисти дека ваквите коренести зеленчуци обично нели тој горниот дел им го фрламе. Да, фрламе, непотребно е. Да, тоа е веројатно механички ни доаѓа, а не доволно, да. Понекогаш и така ги продаваат на пазарите, од старт елиминирано. А всушност треба само малку поголема едукација за тоа колку се и тие нутритивно богати и колку е важно и тие да ги внесуваме во исхраната. Дека што помалку отпад, меѓу другото, толку поголем придонес и за планетата Земја. И ако може нешто да се искористи до максимум, зошто да не го направиме тоа? Така е. А и за цвеклото исто интересно што сакам да додадам е дека многу ми не знаат да кажат јади цвекло ќе си ја појачиш крвта затоа што содржи железо. Меѓутоа, интересен факт е дека не содржи толку голем број на железо, колку што има витамин С, а всушност витамин С то помага при апсорбцијата за апсорбција на железото во телото, што значи тоа е некоја изјава која што останала од времето, а се поврзува со црвената боја, дека има црвена боја цвеклото и тоа помага за јачење на крвта, меѓутоа тоа е само пигментот кој го содржи цвеклото, а тоа не придонесува за директно јачење на крвта во телото. Ама за бенефитите на цвеклото се и така од голема корист за организмот. Добро, ова ни е варено, така? Да. Го вараше лупено или? Не. Го варам па го лупам. Добро. Го варам па го лупам. Сега ќе го рентаме, можеме всушност да преминеме на подготовка на салатата, витаминска салата, тоа е нашиот денешен оброк на денот и впрочем ова ќе биде нели целосна замена за оброк, така? Па може да биде, да, само како салата со оглед на останатите намирници. Да, меѓу другото, затоа што заглавивме објаснувајќи за цвеклото. Не сакам прво таму да ставам сосот. Добро. Вака пона страна да не направиме црвенило од цвеклото. Добро, денеска во црно сум, нема толку многу да се познава. Не се привеќа. Другиве состојки во оваа салата се морков, кој што е исто така совршен за додаток во исхраната. Интересно за морковот е дека исто така има огромен број на бенефити за човечкото тело. Помага за лачење на плунката, исто така е одличен и за слабење. Добре. Интересен податок е исто за морков, што може после оброк да се изеде барем еден морков и тоа помага за чистење на забите. Да, тоа го имам слушнато и од тука наши гости стоматолози, кои што како совет баш го дадоа и за детската и за возрастната популација, дека едно морковче на ден може да ви биде сосема доволно за како да кажам за подобрување на вилицата, за работа на вилицата би рекла, за тој механизам, но и за чистење на забите. Но не само тоа е еден мал сегмент од бројните придобивки кои што морковот ги има. А се запоставува, например, како свеж да се јаде, не знам, баш кога бев во Шпанија пред некое време, забележав онака на улица, луѓе си имаа спремено во пластично сатче, излупено морковче, испосецкано, што е, ем си помагаш на себе, ем си имаш занимација, наместо да одбереш нешто чипс да јадеш, кое што нема да ти биде воопшто од корист. Така е. Маја неодамна беше и во Дубај. Да. Сега, познавајќи те изминатиот период, нели со оглед на тоа што си голем љубител на храната, но и на патувањата. Претпоставувам дека посебно уживаше во дегустацијата на најразлични храни таму, па и би сакала тоа да ми го споделиш. Како си помина во смисла од гастрономска гледна точка? Прекрасно. Преубаво и како дестинација, дефинитивно секој мора да го посети. А што се однесува на храната, само ја имав честа да ги пробам во живо оние работи кои што
во живо. Не во живо, туку од матичната земја, оние работи кои што јас претежно ги подготвувам. Да, ти така си ја сакаш таа азиска кај мене кујна? баш ги има тие фалафел, хумус, шауарма, ги сакам тој тип и ми беше особена чест и задоволство што имав прилика да ги испробам баш на матичната земја. И како вкусовите? Неверојатни. Исто како моите. Сериозно? Не бива. Тоа е Не само бива. да потенцираш дека си добра Да. во начинот на подготовка. Нескромно да речам. Зачините оттаму, веројатно си го прават своето. Да, они сепак ги си имаат своји карактеристични зачини кои што ги употребуваат, меѓутоа олеснителна околност на денешно време е што транспортот е лесен на секаде по земјите, па и кај нас веќе може да бидат достапни таквиот тип на зачини, меѓутоа супер. За мој вкус одлична кујна. И зачини си купи? Секако. Секако, не изоставен дел. Магнетчиња за сувенир. И без магнети не. Магнети задолжителна опција е, ама и додаток зачини, да. Да, и тоа вообичаено е некако препознатливо за Дубај, за тој регион натаму, кога се оди, не се враќаш дома без зачини. Без нешто така. Во зависност од вкусот на луѓето, секако. Токму така. Не знам, мислам дека ги презентиравме останатите намирници. Останатите не ги забравме на морко. Беа испишани, ама сега и ќе ви ги кажеме. Јас би рекла, ги напишав, нели, како што се е потребно. Не мора да се водиме по тоа дека, ако сум напишала една средна големина на цвекло, напротив, тоа пак се базира на вкус. Може, мислам, балансот да си индивидуално да си се одбере кој што сака и колку сака да додаде. Меѓу другото, еве, ова се сушени сливи, кои што се многу предобри во оваа комбинација. Има за бенефитите, знаеме исто од сушените сливи, меѓу другото помагаат и за дигестивниот систем, доколку некој има проблеми со варење на храната, а затоа што нели во зимскиот период ги немаме доволно свежи, ова е супер опција да ги користиме и да ги внесеме во исхраната. Да. Друго што додаваме во салатата се подпечени ореви, истостирани и сусам, што значи здрави масти вметнуваме. И сусамот е подпечен? Да, и сусамот е подпечен и тоа дава некако крцкав вкус на целата салата. Имаме урда и имаме грчки јогурт во салатата. Додаваме исто така и малку лимонов сок. Добро. И е совршена со... Тоа го правиме дресингот или како? Да. Сега пристапуваме. Опа. Дали тоа ти е потребно или сакаш рентето нема да ми биде потребно. Добро. Може да се. Да го ставиме на страна. Го додаваме грчкиот јогурт. Значи сега го подготвуваме дресингот, така? Да. Добро. Течниот дел. Да. Грчкиот јогурт. Садот прво ти беше за дресинг. Да, така ми беше спланирано, а овие за да ги подготвиме во рендањето. Добро. Овие ги мешаме. Одлична е салатава со подпечено лепче, кое што јас поради снегот заборавив да го опремам. Ме затече. Додаваме. Но ќе дадеме нели предлог на гледачите да си го конзумираат на тој начин. Секако, да. Добро, сега прашање на вкус се е, нели? Ама моја сугестија е тоа. Малку маслиново масло. Добро. Нели, од прилика, одокативно. Така е, сол. Додаваме сол. Добро. Сакав да некаде пред крајот да те прашам колку често знаеш да ги планираш оброците во текот на неделата, бидејќи велат кога ќе си ги спланираме на неделно ниво, многу е полесно се, затоа што нели некогаш во трка со времето не можеме да постигнеме се, па претпоставам дека тоа планирање многу помага. Планирање на оброците е исто така уште една тема која што често ја обработувам на Let's Cook Delights, особено на моите сторис, каде што задолжително објавувам, например, карактеристика моја е одење на пазарче. Да. Викендите ги користам за посета на пазарче и за опрема на она што ќе ми биде потребно во текот на неделата. А тоа е најдобар начин за организација и планирање баш на оброците и на тој начин ќе си помогнеме на себе да знаеме што во текот на неделата ќе јадеме и како ќе бидеме организирани во исхраната
и ќе си помогнеме при тоа да внесеме она што нам ни е потребно за за подобар нормално. Затоа што ако ние купуваме работи инстинктивно, ќе посегнеме по она што воопшто не ни е од прилог да го имаме во себе. И да, јас многу често ги планирам оброците и често советувам за тоа дека е потребно да ги планираме. Добра. За да си помогнеме себе си. Истото може да го правиме при организација на сладки. Баш вчера имав објавено едни бомбици од само 4 состојки на мојот профил, кои што, например, во сабота или недела издвоиш малку време, тие бомбици се готови за некои 10 минути од банана, какао, кокос и мед. Значи, ќе си подготвиме бомбици за 15 минути, ќе ги складираме во фрижидер и ќе имаме сладко благо без вештачки шеќери во фрижидер. Ќе имате сами можност нели да се задоволите со здраво благо. Да. Така да е од исклучителна важност е седни 15 минути и спланирај си што би можел да јадеш. Не мора, не знам, нека бидат испланирани оброците за 4 дена, 3 дена јади нешто друго, додека да влезеш во тој ритуал на здрава исхрана, а потоа веќе самото тоа ќе ти дојде дека е потребно да си ги планираш оброците. Добро, ова малку наликови како на крем салата, веројатно од грчкиот јогурт, меѓутоа многу убаво и изгледа и мириса. Да. Оризовите галети, зашто не се? Па као затоа што како замена за лепчето. Да, лепчето што не го земав. Добро. Да речиме дека може со нив. Да. И сервирањето вака, значи оревчињата сецкани или еве вака кога се подпечени се онака, нема потреба и да се дополнително да се сецкат. Сервираме вака со сусамче и ставаме малку од сливите. Одлично за око, совршено и за вкус. Точно. Може само уште еднаш пред одјавата да го погледнеме испишан рецептот кој што денеска ни е впрочем нашиот оброк на денот. Еве, колегите ќе се погрижат тоа да изгледа убаво и на екран. Витаминската салата и дружењето денеска со Маја како едно потсетување колку е важно салатата да биде присутна во секојдневието ваше. Се надевам дека уживавте во денешен разговор со нашата Маја Дукова, која што за скоро ќе имаме повторно. Не заборавете да го следите незиниот профил Let's Cook Delights на Инстаграм. И да ве подсетувам секојдневно и за конзумација јадевте салата. На салата, но и за други здрави навики кои што треба да си ги вметнете во секојдневието, а се разбира кога е исхраната во прашање. Маја, те поздравувам, до некој наше следно Благодарам дружење. многу, ми беше мило што бев повторно дел овде. Останете на Телма, се разбира, продолжува утринската и трае денес до 10 часот.